Молкот обвинителството дали ќе истражува и ќе отвори нов предмет за Драги Рашковски за случајот кој го обелодени антикорупцијската комисија. Оттаму вчера побара од јавното обвинителство за организирање криминал да отворат нов предмет за екс-генералниот секретар на владата и да го истражат случајот. Инаку, сопругата на Рашковски добила на подарок Dodge Viper кабриолет, кој на пазарот чини 50.000 евра, а во анкетниот лист на комашинот на Заев е пријавено дека вреди 5.000 евра. Антикорупционерите се сомневаат дека автомобилот е награда за Рашковски за противзаконито постапување, односно издавање на дозвола за градење на фирма од Гостивар. Во меѓувреме, Драги Рашковски ќе седне на обвинителната клупа во кривичниот суд во новата година. Основниот суд еден во целост го одобри обвинението поднесено против Драги Рашковски и уште 6 лица, поврзано со нелегална набавка на софтвер и перење пари. Обвинителниот акт со КО број 3521 против ДР обвинет за кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело и против ИД, ИХ, ДС, ИИ и МС обвинети за злоупотреба на службена положба и овластување од КЗ, кој по жалба на одбраната на решение за определување привремени мерки за обезбедување имот на 18.10.2021 година беше испратен на надлежно одлучување во Апелациониот суд Скопје, по враќање на предметот кај Советот за оценка на обвинителен акт. Донесено е решение со кое обвинението се одобрува во целост. Откако кривичен ќе го распредели предметот кај главен судија, ќе започне главната расправа и соочувањето на докази на обвинителството и обвинетите на чело со Рашковски. До првото рочиште Рашковски наместо во шутка ќе биде во домашен притвор. По понудената гаранција од 500 милиони евра и по 1 месец за дрешатки, судот во јуни го пушти во куќен притвор. Но наместо дом, екс-генералниот секретар беше забележан како се шета по улиците во Скопски аеродром без полициска придружба, а судот се правдаше дека имал дозвола поради здравствени проблеми. Јавноста со месеци реагира на двојните судски аршини во Македонија, односно ако се направи паралела помеѓу случаите на Драги Рашковски кој важи за близок до Заев и бизнисменот Јордан Камчев. Поранишниот владин генерален секретар беше пуштен од чутка со гаранција од 500 милиони евра, а со Камчев тоа не беше случај. Бизнисменот е во шутка од март и покрај понудената гаранција, апелација не го пушти Камчев во домашен притвор.